Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во новото издание на ТВ Ординација. Овој циклус на ТВ Ординација повторно се враќаме во студио со нови гости на нови теми, се со цел за подобро здравје вам гледачите на ТВ канал ВИС. Оваа сезона ја започуваме со тема која што е актуелна во моментов, тоа се настинките и грипот. Денешен мој гостин е доктор Катица Марангјозова, инфектолог. Докторке, добро дојдовте. Денеска зборуваме за настинките, но и за грипот. Како да ја правиме разликата помеѓу настинката и грипот, кои се оние карактеристики кои што ги издвојуваат едниот од другиот симптом и како полесно да превенираме се со цел да ги избегнеме поголемите компликации. Добро вечер, најнапред поздрав до вашите гледачи. Значи, сезона на респираторни заболувања, зимските месеци, тоа е актуелно. Летните месеци се карактеризираат со зголемена цревна патологија. И сега најчесто во зимските периоди, респираторни заболувања, и тоа имаме два синдрома, синдром на настинка и синдром на грип. Значи, која е разликата меѓу грип и обична настинка? Најнапред за грипот или инфлуенца. Што представува? Тоа е акутно респираторно инфективно заболување, предизвикано од вирус. Постојат три вируси на инфлуенца А, Б и С. Најтешки форми, потешки форми дава вирусот на инфлуенца А. Карактеристично е што се јавува сезонски, значи во ладните месеци, а има карактеристика да се јавува во епидемиска и пандемиска форма. И се карактеристика, исто така и настинките се јавуваат во овие зимски месеци. Тие се полесни заболувања, за разлика од инфлуенца, да ги предизвикуваат исто така вируси, разна група на вируси на настинка, коронавируси, риновируси, аденовируси и така натаму. И сега, што е карактеристично за грипот? Грипот се карактеризира со една, класична слика, имаме варијација од полесни форми и до многу тешки форми. Класична слика на инфлуенца представува, значи, зголемена температура која може да дојде до 39 и 40 степени Целзиусови, пратена, значи, предходно со една студ, треска, и тука доминира општа симптоматологија, значи еден алгичен синдром. Синдром на болка, полиартралгија, полимиалгија, главоболка, значи буквално пациентот се чувствува многу лошо, како така во книгите се опишува како со ваљак да е прегазен пациентот. Додека симптомите од страна на респираторниот систем во почетокот ги нема. Тие се надоврзуваат после 2-3 дена. А се класична настинка, значи се јавува така со повеќе се изразени овие локални симптоми. Обично таа може да оди и без температура, доколку е пратена со температура. Обично тоа се субфебрилни температури, 37 со 5, најмногу до 37 со 8, и се карактеризираат катарални симптоми. Значи горно респираторен катар, кој се јавува со течење на носето, кашлица, кивање, солзење на очите. И тука може да биде некои болки, главоболки, болки во мускули, но тие не се толку изразени. Значи, локалните симптоми доминираат над општата симптоматологија. Таа всушност и таа е разликата, значи така малце по школски кажано, таа е разликата, но да имаме варијации, може и вирусот на, инфлуенца доде со една катарална симптоматологија без температура, значи имаме варијации. Може и обична настинка да биде пратена со висока температура, но во главном таа е, значи, нивната карактеристика. Така. Зборуваме за разликата помеѓу настинката и грипот, кога самите пациенти ќе си ја направат разликата дали станува збор за грип или за настинка. Многу често лекарите велат првично да се лекуваат дома, па после да посетуваат лекар, се со цел избегнување на тие гужви кои што се прават низ амбулантите, но и да му дават на организмот сам да се избори. Па затоа се добри тие едукативни емисии, предавање, едукација на самото население, значи пациентот да биде критичен кога да се јави на лекар. Бидејќи со една полесна симптоматологија, едно кашлање така, самата посета на лекар може да се додатно да се искомплицира. Значи, тој му го зима местото на некој потешко болен и чекајќи, шетајќи од ходник на ходник, да кажеме, тој може накнано да добие некој друг вирус или така да. Затоа треба пациентот самиот да биде критичен. Значи, прво, доколку се чувствува добро, се кашлица, значи може да проба со симптоматска терапија. Топли напивки, чај, од било што, значи да се згрее организмот,
потоа примена доколку си имаме така некоја алгичен синдром, болка, кашлица, може со симптоматска терапија. Нешто најдобро, парацетамол или овие комбинации парацетамол со пиефералгани и така топли напивки, така да малку да се ублажи таа симптоматологија. И голема консумација на витамин С. Значи во акутна фаза доста помага витамин С, било да биде со хемиски препарати или преку цедење на лимони, портокали, така повеќе течности. Тоа би бил. Сега пациентот, доколку после 2-3 дена состојбата се влошува, се качува температурата, се јавува интензивна кашлица, се влошување на самата општа состојба, тогаш треба да го посети својот матичен лекар, кој ќе утврди состојбата. Дали се работи нели за вирус или имаме настанато компликација. Кога се зборува за компликација? Доколку пациентот, нели првично може и кај грипот да имаме 40, па вториот ден и да падне температурата и за неколку дена да помине, не мора да се јави компликација. Сега, откога ќе падне температурата, пациентот релативно добар, кога имаме втор скок на температурата со влошување на општата состојба, тогаш веќе треба да помислиме на појава на компликации. И најчести компликации се исто така од респираторни, тоа горно-респираторни и долно-респираторни компликации. Горно-респираторни може да се јави тонзилитис, акутен синузитис, отитис медија, а долно-респираторни бронхити, ларинготрахити и бронхопнеумонии. Така. Ги спомнавме лекувањата во домашни услови, но што е со злоупотребата на антибиотиците? Знаат пациентите и да ги злоупотребуваат антибиотиците кога станува збор за домашно лекување? Едно да разбереме, антибиотикот не е антипиретик. Значи, антибиотикот не ја намалува температурата, не ја намалува болката. Значи, треба да бидеме критични кога антибиотик се препишува. Пиење на антибиотици на своја рака е мислам незабрането, тоа е нешто пациентот што најмногу може да си наштети самиот на себе си. Значи антибиотик треба да го препише лекар, да биде препишан од лекар кој има критериуми кога се препишува антибиотик. Самиот пациент не може да ги знае тие состојби кога треба да пие антибиотик, бидејќи со злоупотребата на антибиотикот правиме многу лоша услуга. Како прво се јавува резистенција на тој антибиотик кој ќе треба да прима нема да делува. А од друга страна самите антибиотици имаат токсично дејство. Тие значи од една страна му штетат на самиот организам во борбата против најчесто нели вирусни причинители. Лекарот препишува антибиотик после направена крвна слика. Значи кога во крвната слика имаме доминација, имаме покачени леукоцити со зголемена гранулоцитна лоза. И локалниот наот, нели веќе кога имаме компликации, наот на бронхопнеумонија, црвено грло, жар црвено грло, гнојни чепови, значи самиот лекар одлучува кога антибиотик, никако на своја рака. Така. Овдека се и вакцините кои што пред неколку години се спроведоа како превентивна мерка за намалување на бројот на значи, грип. Превентивата е најважна, многу е поважна од самата куратива, односно од лечење. За среќа, да кажеме, постои вакцина против грип, против сезонскиот грип. Значи, секоја карактеристично е за вирусот на инфлуенца, бидејќи покажува голем број на мутации, има така наречени драфт и шифт мутации, помали поместување во самиот хромозом на вирусот и поголеми. Тие поголемите поместувања се јавуваат на 10 години, кога се јавуваат такви големи епидемии од типот на пандемиски грип и така натаму. А шифт или тие помали поместувања, секоја година вирусот мутира. Имаме два центри за грип во светот, едниот за Европа е во Лондон и во Атланта за останатиот дел од светот, и тие го пратат, значи сите тие генетски мутации ги пратат и значи сега од оваа сезона, крајот на сезоната, веќе се знае кој вирус ќе циркулира наредната сезона и предвремено се изготвува таа вакцина. Најубаво, значи пред да се појави сезоната на грип, тоа е негде се прима во октомври до ноември таа вакцина и тоа е најдобра заштита од вирусот на инфлуенца. Посебно препорачуваме на возрастните групи над 65 години и оние што се со коморбидитет, значи лица со хронични заболувања, како што се да кажеме леукемија, хронична обструктивна белодробна болест, миокардиопатии, диабетес мелитус и така натаму. Значи тие се ризични групи и групите над 65 години. Така, во тие ризични групи од терен можеме да забележиме дека се повеќе на повозрастната популација се вакцинира, но што е со децата? Можеме ли, докада можеме да одиме со таа превентива? Па може децата да се вакцинираат, мада кај нас обично
Не постои таа практика да ги вакцинираме децата, иначе може да се вакцинираат и децата. Обично се вакцинираат кај нас постари возрастни групи со коморбидитет и добро е таа пропаганда, секоја година имаме се поголем и поголем интерес за самата вакцина. Така, една од можеби клучните превентивни мерки е хигиената за време на зимските месеци. Значи, за сите заболувања, инфективните заболувања многу е важна хигиената, посебно во зимски услови. Прво да се избегнуваат групни собирања. Значи колку што може непотребни групни собирања. Бидејќи тоа е аерокапково заболување, значи многу брзо и лесно се пренесува вирусот на инфлуенца и самите настинки, често проветрување на самите простори кај што престојуваме, луфтирање на постелина, покривки и така натаму, исто така облекување на чиста облека, редовно туширање и бање. Значи хигиената е една од најважните превентиви. Да се избегнува подолго престување на ладно. Убаво е, значи, дневно да имаме барем пола сат до сат време прошетка по воздухот, тоа да биде во доколку е сончево времето и во овие часови кога имаме највисоки температури. Околу е пладне, додека за време кога имаме магловито, дождливо време, да се избегнува престој на отворено, посебно на тие ризични групи луѓе со посебно хронична обструктивна болест, да избегнуваат престој на отворено. Така. А што е со времетраењето? Се разликува ли времетраењето на настинката од времетраењето на грипот? Па обично се растина настинката, дури првиот ден така. Си имаме така течење на нос, така непријатност, таа бргу поминува доколку не се јави компликации, доколку организмот е спремен сам да се избори. Тоа зависи од самата состојба на пациентот. Додека грипот обично може и он да помине, рековме, за кратко време, се зависи индивидуално од особата, но обично траат подолго и повеќе компликации дава, бидејќи грипот го соголува респираторниот тракт и така да на тука се накалемуваат и бактерии. Обично компликациите се предизвикани од бактерии. Така, грипот е заразен? Да, апсолутно контагиозно, многу контагиозно заболување, многу заразно, така да... Така. Сигурно гледачите се сеќаваат дека во текот на минатата година имавме доста хоспитализирани лица од дека имаше лани, имавме така добра сезона на грип, мислам. Почна многу рано, уште декември, беше многу изразена, траеше така 1-2-3 месеци. Сега ова година така, уште сме на почеток на сезона на грип, немаме некој зголемен број на пациенти од грип, така ќе видиме во наредните месеци како ќе биде. Докторка, јас ви благодарам што бевте дел од ТВ ординација вечерва. Се надевам на понатамошна соработка и на теми на кои што граѓаните сигурно ќе ги интересираат од вашата област и вашата специјалност. Ви благодарам што бевте дел од ТВ ординација и со вас ја почнавме овој нов циклус на ТВ ординација. Благодарам и на вас и поздрав до гледачите. Така. Останува, почитувани гледачи, да се видиме во наредната ТВ ординација со нова тема и со нови лекари.